Здраво, дечки, добродојавте во четвртата емисија на Телеком Cool Stars. Ако случајно уште не познавате кои сме и што сме, посетете coolstars.mk страницата, се ќе ви стане јасно. Денеска се дружиме со Кирил и со Јана. Јана ни е за прв пат тука, па ќе и дозволиме да ни се представи. Јана, кажи ни нешто за тебе. Нешто за мене, добро? Јас сум Јана, имам 23 години, доаѓам од Скопје, многу сакам музика, на кратко еве. А вие за овој проект што би споделиле со мене? Денеска уствари ние прегледуваме YouTube видеа. Коментираме на видеа за ова наше шоу. На страна, извини. Се извинувам што ве прекинувам, ми звучи познато. Имам помала сестра која што е огромен фан на многу јутубери. И таа ми беше првата асоциација кога бев поканета да бидам дел од овој проект и многу ми помогна во моите подготовки. Извини што те прекинав. На страна тоа знам дека и сега имаш нешто актуелно поради кое што се случува, пофали се дур сме тука. Да, многу актуелно, многу возбудливо, се извинувам, многу интересно. Се подготвувам да ја представувам Македонија на Евровизија. Имаме песна, имаме спот, наскоро ќе дознаете се. Честитки и доволно се фалевме, ајде да ги погледнеме видеата. Ајде. Добар ден, момци, девојки, добре дојавте на мојот канал или моето видео. Јас сум Боби, Боби Битбокс или Бобо или... Те слушаме ли? Боби, браво, баш кул видео. Јана, Кире, мислење за видео? Ladies first. Благодарам. Вака, видеото многу ми се допадна, Боби го познавам и лично и многу добро знам колку сака да го прави она што го прави и тоа што го прави најдобро го прави, битбоксот. И исто така огромен лайк и плюс за тоа што активно се унапредува и се надоградува себе си. Гледам почнал да користи некои современи технологии, односно каоспад. Само напред, Боби, фантастичен си. Кире? И јас би се согласил со Јана. Боби го познавам исто и од дете си правеше битбокс, нели, прво мало на клупи, а сега гледам дека почнал да снима видеа. Додуша знам дека и претходно има ставано доста видеа на YouTube. Така да ми се допаѓа тоа што станал малку покреативен, ете тоа хауспад, што е нешто доста моментално актуелно, нели? Како и за дискотеки, така и на улични артисти на улица кои што сум ги гледал како функционираат со тоа нешто. Така да, Боби, само напред продолжи да ни постираш видеа и се надам дека ти си следниот YouTube звезда. И ќе бидеш познат како Дабе Фикс. Само најдобри коментари за Боби и сега? Сега одиме со следното видео. Ова е Ана. Таа има Facebook, Snapchat, Instagram, Skype, Viber, Twitter, Tumblr, YouTube, Pinterest, Flickr, Google+, па дури и Swarm, Vine, WhatsApp. Повеќето сме како Ана, нели? Да го искористиме времето попаметно. Да прочитаме добра книга, да спортуваме, да излеземе со другарите, да послушаме музика, да одвоиме време за домашните миленици, учење странски јазици и добар сон. Еве нешто поразлично, поучно видео. Што мислите за пораката што ни испраќа? Мој ред е да почнам. Кај ова видео прво и основно многу ми се допаѓа што е посветено на многу актуелна тема, односно на младите и социјалните мрежи.
Многу е инвентивно и поразлично од се што видовме досега. Мислам дека заслужува посебно внимание да му се обрне. Многу голем креативен влог има внесен. Имаат две девојки се така, ако не се лажам. Многу голем креативен влог имаат внесено девојките со тоа што ги изработиле сите оние мали цртежи, миниатурни логоа на сите апликации. И пораката е јасна и гласна, децата да излезат од соба, да ги напуштат компјутерите и да се социализираат со своите врсници во природа. Кирил? Што Кирил мене не ми преостанува ништо да кажам. Се согласуваме со Кира Се некако. кажа, да се споиме во еден човек. Многу убаво црташе, тоа кажи. Многу убаво црташ. Многу убаво Да. црташ. Не, навистина ова е нешто поразлично, дефинитивно супер креативно, инвентивно. Не е нешто, да речеме, од типот на музика или било каков влог да покаже едно секојдневие како што гледавме некои видеа, нели, снимки од градот или не знам што, или да свири. Едноставно направила нешто многу специјално, многу посебно и тоа многу ми се допаѓа, бидејќи има и порака. Сите работи што се со порака ја ги ценам, а ова видео навистина има поука, а тоа е како што кажа Јана, нели, да се социализираме малку повеќе и да се дружиме малку повеќе. Браво. Може да додадам нешто? Ајде. Само сакам да додадам дека иако малку контрадикторно звучи што ова видео кое е анти условно речено социјални мрежи, се промовира на социјални мрежи, можеби девојките со тоа сакаат да не потсетат дека социјалните мрежи покрај безделничење може да се искористат и за поучни нешто, да корисно да и бидат поучно. доучно, точно така. Дечки, ви благодарам за вашите коментари. Сите вие кои се немате се уште пријавено, што чекате? Имате рок до 15 март. Аплодирате ги вашите видеа на YouTube, #coolstars, #Telekom.mk, ве чекаме. Чао! Arrivederci! Бај бај.